Тројца од апелационите судии кои се дел од судечкиот совет не смеат да одлучуваат по жалбите на првостепено осудените за настаните од 27 април, смета одбраната. Сепак судиите Јани Нича, Енвер Беџети и Тања Дуковска сами си одбија да бидат иземени од овој случај. Одбраната вели, тие веќе одлучувале по жалби за притвори, како и за амнестиите на дел од оние кои сега се жалат пред апелација. Според адвокатот на Душко Лазаров, Звонко Давидовиќ, судиите веќе имаат свој став за овој случај, поради што според законот не смеат да одлучуваат за жалбите. Образложение на решенијата го третираат кривичното дело, значи тежина на кривичното дело, начинот на стрување, политичката мотивираност и сето понатаму, што покажува дека веќе имаат свој став и свое формирано мислење што е недозволиво пред да решат по жалбата. Истите судии решаваат по барање за амнестија на определени лица. На првиот ден од јавната седница за жалбите не се слушнаа жалби, па засега не се знае по кој основ одбраната ќе баре укинување или намалување на драконските пресуди. Давидовиќ само кажа дека неговиот клиент не може никако да одговара за дело тероризам. Правната квалификација не држи, затоа што не може да стане збор за тероризам. Ние имаме куп други луѓе кои на исто место во исто време со исти действија се судени за учество во толпа или други кривични дела. Лани на 15 март со првостепена пресуда, вкупно 211 години затвор, добија 16 лица. Најтешко помина поранешниот министер за внатрешни работи и директор на БЈБ Митко Чавков, а ослободен беше само Игор Дурловски. Иако процесот почна со 33 обвинети, нивниот број се намали, откако 15 од тогаш обвинетите добија амнестија.